Морав да реагирам процедурално согласно членовите 90 и 91 од Деловникот за работа на Собранието, бидејќи очигледно е дека трет ден на Комисијава за финансирање и буџет, колегите од мнозинството користат долго на време и при тоа дефокусирајќи се од главниот амандман, зборувајќи за се и се што, не мислев да го земам процедуралното после репликата на колегата Бајрам Кадрија, но ете и тој забега со темата, па затоа реагирам до вас, или ќе се држиме до амандманите, а верувајте, ако се држеа темите на амандманите, мислам дека досега ќе бевме стасане до преку 100-тиот амандман, но очигледно дека интенцијата на пратениците на мнозинството е да се задржуваат на што помалку амандмани и за секој амандман да отвараат исти теми, да зборуваат за бели палати, да зборуваат за Скопје 2014, а кога некој ќе им спомене нешто што во нивро време се случило и многу поскоро од она на кое што тие се навраќаат, да, тогаш реагираат и велат дека не треба да се злоупотребуваат несреќни случаи. Јас не знам уште колку треба да се случат за некој во оваа држава да превземе одговорност. Еве конкретно, ако не сакате да се навраќаме и на лани ноември месец, да ве прашам што се случува со секојдневното лажно најавување за поставени бомби во државава. Треба ли конечно, не дај Боже, некоја да експлодира, за да кажеме дека и тоа е несреќен случај? И кој за ова ќе одговара? Или кажете ми зошто американци ве доаѓаат овде за да проверуваат корупција? Затоа што немаме соодветни институции? Затоа што не сакате на оваа тема да се разговара? Зошто ДЕА организира акции наместо МВР да организира акции? Зошто германско обвинителство не истражува случај, а не наше? Чиви плати за нашите функционери? Зошто други доаѓаат овде да им ги решаваат нивните задачи? И немојте да дефокусирате со такви теми, затоа што добро знаете дека и тоа како имаме да ви вратиме со ваши теми, многу поактуелни и многу понесериозни. Немојте да се дрзнувате да провоцирате со вакви теми и да кажувате кој е бандит, кој не е бандит. Овде се зборува за амандмани кои што вас не ви одговараат, затоа што немате предвидено да обезбедите средства за овие амандмани. Па ќе зборувате за се и се што вие, а не ние. И ќе се држите на еден амандман по цели 2 часа, за да кажувате едно те исто што ќе ви подадат асистентите испринтано на хартија. Едно те исто ќе читате. Едно те исто ќе читате затоа што немате што да кажете за ова актуелно во денес што се случува. Бандити во оваа држава се знае кои се, затоа доаѓаат овде странски држави да го проверуваат криминалот, кој што вие не само што го премолчувате, учествувате во го аминувате. Затоа зборувате за Скопје 2014. Затоа. Еден споменик вие не изградивте, сите ги извитоперивте. Еден споменик во држава не оставивте, ама да знаете дека градите еден добар споменик за војднина на кој што сите ќе плукаат, а тоа ќе биде вашиот. Благодарам, председатели, ве молам да обрнете внимание.